И покрај тоа што Македонија урива рекорди во регионот по бројот на починати на 1 милион жители, се чини како состојбата со корона пандемијата во земјава да е оставена сама од себе да се реши. Рестриктивни мерки нема, а оние кои надлежните досега ги предложија не влеваат доверба. Граѓаните бараат засилени рестрикции, а спремни се дури и на карантин бидејќи велат ситуацијата излегува од контрола. Епидемиолозите пак смируваат. Мерките кои владата ги предложи ќе мора да се почитуваат за да се стави контрола врз пандемијата. Епидемиологот Драган Даниловски е дециден. Земјава е економски слаба за да си дозволи нов долг полициски час. За рестрикции во движењето кај повозрастните граѓани Даниловски вели и ваквите одлуки се покажале како неуставни. Рестрикции можат да се спроведуваат генерално за општата популација, не можат да се прават дискриминации по возрастни групи. Така испадна, дека не било тоа уставно. Што ми е така, тогаш на располагање ни остануваат потенцијално рестрикции од типот на полициски час, подолг, пократок и така натаму. Она што се вика тотално затварање или локдаун, како што беше во Пебар, мислам дека апсолутно во моментов е неприфатливо, не е опција за цела држава, туку тоа би евентуално би дошло предвид, како што веќе ви кажав, ако се види дека до таа мера ескалира епидемиолошката ситуација, да не може здравствениот систем да се носи со предизвикот. Дефинитивно е јасно дека сиромашна земја како нашата не е во состојба да издржи економски подолго такво затварање. Болнички капацитети има, смета професорот Даниловски, но алармираот и проблем со кој се соочува земјава е недостигот на кадар во здравствениот систем. Нагласува дека добра пракса ќе биде во борбата со коронавирусот надлежните да ги вклучат и приватните болници, но и специјалистите од приватното здравство. Проблемот е кадарот, дури и со она што беше најавено дека приватните интернисти ќе бидат мобилизирани во ред, ама и тоа има да кажам граница на издржливост. Значи целата филозофија во справувањето со оваа криза е не толку во просторни капацитети, туку во проценка дали здравствениот кадар може и колку може да издржи. Прогнозите за идниот период кога се очекува уште посилен корона бран според епидемиологот Даниловски ќе зависат од тоа колку граѓаните ќе се придржуваат до мерките. Клучно е, вели, инспекциските служби да контролираат кој ги почитува мерките, а непочитувањето да се санкционира.